Во наредните неколку минути ќе ја проследите презентацијата на Министерството за животна средина и просторно планирање, во која ќе биде објаснет процесот на носење и самиот нацрт закон за прогласување на Шар-планина за национален парк. Нацрт законот е јавно достапен на веб страницата на Министерството и единствениот национален електронски регистар на прописи и е комплетно базиран на експертската проценка од студијата за валоризација што претходеше на оваа презентација. Со јавните консултации, кои се спроведуваат во моментов низ сите различни алатки за комуникација, се врши социоекономското усогласување на предлогот, согласно Законот за заштита на природата. Така што сите забелешки и предлози во однос на законското решение се добре дојдени. Системот на заштитени подрачја се воспоставува заради заштита на биолошката разновидност во рамките на природните живеалишта, процесите кои се случуваат во природата, како и абиотичките карактеристики и пределската разновидност. Основен правен акт со кој се уредува заштитата на природата во Република Северна Македонија е Законот за заштита на природата. И затоа од правен аспект, нацрт Законот за прогласување на Шар-планина за национален парк во себе содржи само одреден дел елементи за утврдување на подрачјето за заштитено. Со прогласувањето на подрачјето за заштитено, тоа се стекнува со статус на природно наследство. Потребата за прогласување на дел од Шар-планина за национален парк произлегува од основната надлежност на Министерството како орган кој се грижи за животната средина и природата, евроинтеграцијскиот процес кој налага поголема застапеност на заштитените подрачја, како и фактот што Шара е подрачје од европско значење, достапноста на фондови за заштита на природата, која е високо на агендата на меѓународната заедница, фактот што подрачјето е заштитено и во соседството, како и потребата од зачувување на пределот за идните генерации. Согласно Законот за заштита на природата, постапката за прогласување се одвива низ пропишани чекори. Така прво во април 2020 година до Министерството беше доставена студија за валоризација и иницијатива за прогласување од страна на Институтот за екологија и технологија при Тетовскиот државен универзитет и Институтот за биологија при ПМФ. По иницијативата на Министерството, владата ја донесе одлуката за прифатливост на предлогот на 5 мај 2020 година. Потоа Министерството пристапи кон подготовка на нацрт законот и истиот е објавен за консултации на 17 септември 2020 година. Во моментов се во тек јавните консултации по предлогот, заради што се организирани состаноци со засегнати страни, беа спроведени рурални форуми, се емитуваат овие видеопрезентации, отворени се телефонски линии, се спроведуваат фокусирани расправи со засегнати целни групи. Ке се одржи главна јавна расправа на 5 ноември и има можност за доставување електронски и писмено забелешки и коментари. По завршувањето на оваа фаза, Министерството ќе изготви финален предлог на законот и ќе го достави до владата на Република Северна Македонија. По усвојувањето, владата на Република Северна Македонија го доставува предлогот до собранието на усвојување, бидејќи категоријата на заштита, национален парк, се прогласува со закон. Кога се започна со изработка на законот, се спроведе и процесот на проценка на влијанието на регулативата, при што беа разгледани две опции. Опцијата не прави ништо, подразбира дека нема да се донесе законот и тоа би значило дека ќе продолжи постоечкото неодржливо користење на целото подрачје, ќе остане недостигот на законска алатка за унапредена заштита и спречување на одредени активности кои му штетат на биодиверзитетот и пределот, како и недостигот на контрола. Ќе дојдеме до точка на неповратна штета по животната средина. Другата опција подразбира донесување на закон за прогласување на Шар-планина за национален парк. И тоа значи одржливо користење на природните ресурси, со што ќе се овозможи зачувување на изворноста на подрачјето. Потребите на населението долгорочно да бидат задоволени и прилагодени согласно потребите на природата.
промовирање и развој на подрачјето како туристичка дестинација, можност за традиционално сточарење и земјоделство. Со оглед на фактот дека ова е закон за прогласување, тој е ограничен во својата структура и содржи одредби кои се однесуваат на типот на заштитено подрачје, национален парк, на границите и зоните, како и управувањето со националниот парк. Согласно студијата за валоризација на природните вредности на Шар-планина, се прогласува во категоријата 2 – национален парк. Националните паркови се прогласуваат со закон и во нив се воспоставуваат 3 зони: зона на строга заштита, зона на активно управување и зона на одржливо користење, како и заштитен појас. Вкупната површина на предлогот за национален парк Шар-планина изнесува 54.215 хектари. Моменталната распределба на зоните е согласно студијата која претходеше на оваа презентација. На екранот можете да ја видите картата со границите на предлогот за заштитено подрачје и предлог зонирањето, при што зоната на строга заштита опфаќа околу 33% од територијата, зоната на активно управување 41%, зоната на одржливо користење 25% и поставен е заштитен појас со околу 0,26% удел во територијата. Последниот дел кој го регулира нацрт законот е утврдувањето на субјектот на управување, кој во случајот ќе биде јавна установа Национален парк Шар-планина, основана од владата на Република Северна Македонија. Непосредната заштита ќе ја спроведува чуварска служба, формирана од јавната установа Национален парк Шар-планина, согласно Законот за заштита на природата. Најважниот акт кој го донесува јавната установа Национален парк Шар-планина како субјект за управување со заштитеното подрачје е планот за управување со Национален парк Шар-планина. Тој треба да се донесе во рок од 1 година од денот на прогласување на заштитеното подрачје. Планот за управување со Национален парк Шар-планина ќе ги дефинира конкретните активности и условите под кои тие ќе бидат дозволени. Процесот на носење на планот следи по донесување на законот и тој е инклузивен процес на вклучување на сите засегнати страни, а посебно локалното население, за најдобро можно решение во управувањето со подрачјето. Начално, видот на активностите во посебните зони се дефинирани согласно Законот за заштита на природата, а поконкретно се утврдуваат согласно специфичноста на пределот и локалните практики и економски активности во планот за управување. Во оваа фаза, Министерството за животна средина и просторно планирање е одговорно за дефинирање и усогласување на границите на Националниот парк во законот, согласно студијата и последователните забелешки на засегнатите страни од овој процес на консултации. За таа цел, ве молиме да ги доставите сите забелешки и предлози до 15 ноември. На нашата имейл адреса или по пошта, преку алатките на ЕНЕР, телефонски со јавување во Архус центарот или усно на закажаните состаноци и расправи. Локалното население може да се обрати и до својата местна заедница или општината. Сите забелешки ќе бидат земени предвид и вклучени во извештајот од јавните консултации. Ви благодариме за вниманието. Да ја зачуваме Шара, за природата, за нас, за идните генерации.